Пак познат кадар. Одиме на журка. Овој пат на warm-upот планирам да снимам, затоа го зедов трајподот, планирам да снимам еден сет за другиот канал, затоа што одамна немам објавено. Ама ви снимам сега за да ви го покажам сансетот. Кој респект! Најдобри сансети имаме во Изола. Искрено. Уин. Секогаш заоѓа сонцето по морето. Инаку, голем респект за летото и летното време. Затоа што сигурно сите имате хејт како ја на зима кога ќе се стемни во 4. И кога иде 8 сатот мислиш дека е 2 сабајле и дека е многу касно. Така да, иако сега е 8 сат скоро, уште е светло и има сонце и е ден, што би се рекло. Така да, лайк за лето, дислайк за зима. Значи хейт за сите што сакаат зима овер лето. Кој голд од клупа? Значи специјално вам да ви го снимам сансетот. Голем респект. Инаку овака наваму, надесно, е патека, пешачка и велосипедска, што е скроз поврзана до Копер. Значи можете пеш или со велосипед да одите до Копер директно, навака. Ама уште еден респект за сансетот. Ја сега одам да ја наместам опремата, да видам што се дешава внатре, да спремам за снимање. Така да следен кадар ви се белчиња од журката. Бум! Журката заврши. Ова е вишеследниот ден или истиот ден кога заврши журката, ако сум малку потечен, тоа е затоа што станавме на 4 сабајле. Не знам што имам успеам да снимам, ама може да ви пуштам, сигурно ви пуштив кратки сечоци од сетот што го снимам за јутро. Зошто се снимам на вашиот омилени познат кадар, секако дека бум! Имаме unboxing, односно нешто за unboxing. Нека ножи се. Видите што имам. Пен. Многу лесно ќе биде да поводите. Да. И ја го мислам исто. Парфеми. Не може да издржам. Не можев да издржам. Прво кога видов цената, прво кој беше парфемот. Убаво пакуваат. Прво, Теди уште не е дома. Ама, имаме еден парфем за неа. Тата Јара, обичниот го има, убав е. Сега и го зедов, го тестиравме, само која парфумерија бевме. Го тестиравме Јара Кенди. И беше убав така овошен, као полетен. Така да, мислам можда не треба ја да и го анбоксам, но пакет. Се за контент. Бум. Шишите исто како машкиот Асад и Јарата општо. Се имаат иста боца. Уин. Респект искрено. Респект искрено. Секако дека и купувам парфем за да може малку да се покрие со решијата со мој парфем.
Joke. Тели ако гледаш ова, тоа беше joke. Let's go. А сега... Леле, а сега... Сега што се дешава? Сега што се... Леле, го гледам од тоа. Сега. Сега. Не може да издржам. Ќе ви хинтнам. Ниш парфем. Ќе ви хинтнам уште еден Mancera парфем. Овој беше иницијалниот парфем што сакам да го купам од Mancera. Ама не знам зашто не го купив. Има две верзии од овој парфем, јас зедов поновата пред да го отворам. Бум! Mancera Cedra Boys Intense. И паучот е друг. Ова не знам. Паучот, ако се сеќавате, беше леле. Мириса уште овде. Ако се сеќавате, беше златен на French Riviera. Сега ваков црн темен. Океј. Бум. Ова е класика од Mancera. Капачето секако дека е со магнет. Фейл. Посеќа на Кридалентус, ама само подсеча. Многу поубаво е споен. И малку контроверзно. Мислам не е контроверзно. Убаво мириса од French Riviera. Многу убаво мириса од French Riviera. Така да, I'll win. Cedra Boys. Let's go. Сега можам да ви презентирам како изгледа King Treatment, односно спротивното од Queen Treatment. Значи, по овој дел видеото ќе сватите колку педи ме има размазано. Презентирај. Значи, ова е, тоест овие се сите поклони за мојот роден ден. Значи имаме и овде поклони внатре, затоа што не ги собира едноставно. Респект. Презентација за правилата. Не, да кажем прво што работат. Овде сега знам дека малку е со светла боја и не се читувам, ама пишува The Countdown for the most special birthday. За мене најспецијален роден ден во годината е роден денот од Мето. Зашто обожавам да купувам поклони за него. Не, искрено Теди е Queen of Gift Giving, значи да. Не може никој со неа. Имаме 24 дена пред неговиот роден ден. Всушност, моментално 24 дена пред да одиме на одмор, затоа што на одмор ќе му биде роден ден и да ги отвориме сите поклони пред да тргаме. Тоа не го видов. А затоа ми дојде чудно овде, мене ми е инаку на 11. Овде е роден ден. Океј, win. И плюс некои денови е вака што се значени, што нема да бидеме тука. Значи, и тие се трнати. Не се бројат во тие 24 дена. Респект. Правилата се. Поклон се отвара само на датумите што се овде напишани. Секој ден само по еден поклон. Значи не помина, добро, окей, ако помина 12 може, дозволно, окей. Ама секој ден битно од 00 до 00 само еден поклон. Овде се влечат бројчињата. Значи овде ги има бројчињата од секој поклон и овде го наоѓаш другото бројче. И мал хинт за секој поклон има на тоа. Да, плюс има ноут за секој поклонче, како не е кажано што има внатре, ама е како хинт што има внатре. И не сме да се гледа внатре во кесите. Win. Одиме со првиот поклон. Let's go. Ladies and gents, we have a winner. 18. Кај 18? Не знам. Oh my god, прво. Респект.
Keeping your creative chaos slightly more organized. Не, денеска како се падна лейм поклон прв. Зашто лейм? Дај... Не е лош, окей, не е лош. Да видиме, значи ова може да го распрашам, нели? Не гледам, че пробам да погledам што е. Чекај да го видиме ноутот. Добро. Канта или кутивче некое као за пенкалца или нешто? Не, првото, погоди. Кантиче? Да. Респект! Кажи, Знаеш дека сакам да купам за на биро. кажи зашто Сега ти треба. кога имам алергија, значи го секнам носам на 2 секунди, работам на биро и имам цел пајл со тоалет што на секој 15 минути го фрлам, го носам до кујна или до ВЦ. И знаеш дека се мислев да купам канта или да направам некоја канта од картон од нешто. Па кажи како ти одговара со бирото, а? Win, да. Многу јако кантич. Win кантич. Респект. Така да овој ден... Едва и чекам нареден ден. И ја исто. Така да сигурно по повеќе влогови ќе биде отварањава, пошто сигурно ќе снимиме неколку влога. Додека ќе отварам сите поклони. Ама, nevertheless, win прв поклон. Значи, како се win прв поклон. Одам да си го сетапнам сега на биро. А вие уживајте остатокот од видеото. Нов ден, ново утро и што? Нов поклон. Леци. Ајде кажи, замисли број и кажи во себе или на глас, да видиме дали ќе го изотлечам тој што го замислам. Окей. Како е можно? Кој? Не, ја го немам те замислено. 9. Ајде сега барај го таму 9. Пореци 9-10, не? Точно. Well, that's true. 9-10, ама сега Заборев. ако го отворам 9 и 10 може никош нема да го отворам, ако се делот ист поклон. Не се делот. Не се делот ист поклон? Не, ама ова е многу јак поклон. Ова гне ме, хајпно е сега. 9. Евеко. Таму внатре? Да. Да видиме што пише, па кажи. A small upgrade for your DJ Aura. Oh my god. Нема шанс. Не е тоа што очекуваш, не е тоа што. Ова е мајца некако. Нешто такво. Гледа меко е. Ја претпоставам дека... Одврзи го машничето прво, затоа што ги држи двете. Нема таскав канта или тоа. Ама си го захефтала, си го запечати. Мајца е 100%. Да. Црна, секако. Значи тоа е единствената диџејска боја што смее да биде. Не е црна? Не е единствената диџејска боја. Единствена. Респект! Џубре? Fucking play. Damn. Oh my god. Како? Good? Good morning, River. Респект! Искрено win, мајца. Ми се свиѓа и фитот. Одиме да ја пробаме. Респект! Да те видиме позади. Тоа е тоа. Много јако, мајче. Win. Чекаме после 12, затоа што утре и 20 сме многу запатени. И затоа третиот поклон го анбоксаме после 12. Така да don't mind да подочњаци, ама одиме да видиме која бројка ни се паѓа сега. Замисливте бројка? Много ме интересира дали некој некогаш погодил бројка од тие што ги... Кажи им од колку до колку има. До 24, од 0 до 24? Од 1. Од 1, да. И јас мислам дека е едноцифрена и мислам дека е 3. Кој број? 10.
Дали може себе Леле, 9 и 10, поред ги изгледа. Како ти се падна? Респект, значи единствено правило беше 9 и 10 и може да пишеш. Не, го нема напишано. Значи 9 и 10 да бидат извлечени едно по друго, као се поврзани, ама сега ќе видиме. Кај, 9. Не 9-10 бараш. 10 да. Let's Да видиме што пише. Because one vibe wasn't enough. Мајца уште не. Мене ми дала као, да. Као мајца тако. Знаат мајца? Win. Free music clubbing experience. О, мага, многу ми се свиѓа што се оверсайз и бокси фит. Replay, ова, GG. Music is free, so are we. Clubbing experience, replay incorporated. Може, значи имаме дневна фора мајца и ночна фора мајца. Ама фитот колку е добар бокси. Значи, респект. Уин, много јака мајца. Ова мислам дека е појака од црната. Не. Мене црната ми е на прво место. Уин, мајца води на перење, пошто види се на кинезиологија. Така да може ќе видите ова дека наредим влог или видео. Бум, нов ден. За вас што? Ништо, за мене што? Нов поклон. Поклон број 4. You know the drill. Да име прво да видиме што ќе ни се падне. Замисли број. Ја мислам 12. Важи. Кој? 23. Ајде да видиме. Не знам и јас што имам забрано. Знаеш што? Само да се најде. 22, 23, еве го напред. Да видиме што пишува. A finish touch every outfit needs. Or not. Wait, I'm not sure. Ако може на македонски. Не сум сигурна дали е тоа што мислам дека е. Ама мислам дека не е тоа. Има, значи, салотей, има хефталица и има врвка. Затоа што знаеме мето какво дете е. Така да, значи, Зошто? малку да си не писмен, нема да знаеш да го отвориш. Аха. Не знам што има. Не, ја не Ова е знам. каиш некој. Да. Тоа е што мисле! Помага! Disclaimer. 100% кожа. Jack and Jones. Знаеш колку ми фали црн каиш, Да, имам знам. само... Многу сум само среќна еден што ти кафе. се падна поскоро, знаеш, за да Црн не каиш се... немам воопшто. Мислам, имам, ама немам некој. Да видиме дали ти е таман. Сигурно. Ме интересира. Леци. Нема да комплицираме многу више. Да знаете како оди. Ко? 5. Number 5. Барај го. Еве го горе. Да. Спремно. Да видиме што пиша? Something for those casual but hot days. Тврдичко е? Не е баш меко. Тврдо е? Па малко тврдичко е. I think I know what it is. На македонски. Мислам дека знам што е. Да. Прво треба да го размонтираме. Капа е ова. Капче. О, ми гои. Fucking Levi's. Oh my god. А? Oh my god, Ајде да видиме на тебе. Много јако. Не знам дали е доволно расширено позади, ама... Много формина. Тоа е кожно? Да. Уин. Има шема? Да, косичето малку не ти навеса, ама не врска. Како не? Looks nice. Много јако. Много јако. Што да ви кажам, останете со видеото.
Капа? Не знам. Капа? А, да. Дека нели носиш вакви зимски? Да, немам видено вакво нешто. Не знам дали ќе ти стои. Мало чудно изгледа, не знам. What the fuck? Možda vaka, to kao skateboardist. Еј, 24 поклони, мора некој да биде фон. Ова на тонко да му го дам, сигурно ќе го носи. Бум! Со што да го почнеме ова видео, ако не со вашиот омилен кадар. Значи ми пристигна пратка од Shein. Има многу поише нарачано, ми изгледа многу мало и компактно. Така да не знам дали има се стигнато. Треба да провериме како. Да отвориме пратка. By the way, треба да стигне пратка за некој си ден, што е многу јак апгрейд за влогот. Така да најверојатно ќе биде во ова исто видео. Unboxingот од таа пратка, ама тоа е legit, можеби најдобриот unboxing што го имаме направено до сега на видеото. Така да видиме што имаме тука. Вречка во вречка. Мислам кеса во кеса. Ова е за Теди. Чешелче за патување. Мало. Уин искрено. Едно даун, многу дуго. Океј, ова е тоа што треба да видим. Ова се nose strips, прозирни, затоа што ми е многу чудно кога ги носам тие црните. Ги носам кога вежбам и вака се лепат тука над ноздрите, како му иде, не знам. Се лепат и ги отвараат повеќе ноздрите и многу убаво дишите и многу повеќе воздух може да земете со нив. Да ги имам тестирано, тонко ме адиктна, значи, прво му зборев лошо за нив, ама сега многу респект за nose stripsот. Win. И се многу ефтини, да. Као 100 вакви се 2-3 евро, така нешто. Ова е како држач за капи, и вака одино за качалка или на врата. И тука на штипките дат капите, за да не ви видам, мислам, ја не знам како чувате капи, општо не најдено подобар начин, така да сега ќе тестираме со ова. Вака тука се закачуваат посебно секоја капа, за да не треба да ги сломиш сите, за да најдеш капата што ти се свија. Така да ова одиме на после да го тестираме, мириса на кинезиологија. Oh my god, респект! Сега може да знаете каков адишен имаме на сетапот за парфеми. Ова се, што видам? Да, и тие се спакувани. Хартивчиња за тестирање на парфем. Така да многу по-легит би да изгледа. Например, ако имате пријател некој или било кој што го интересира некој парфем што го имате, може да си прсне тука и да си запише кој е парфемот и да си го земе со себе. Тестери, да, хартивчиња тестери. За да не тестираме по кутиите на парфемите. Ова е, мислам, ова е self-explanatory. Е као водоотпорна маска за телефон. Ама ајде да ја unboxнеме. За сега Win, искрено. Еве го најакото нешто. Ево ова е најакото нешто. Едва чека ова да стигне. Ова е, не знам дали имате видено мимс на TikTok, ама ова е Teacher's Pointer. И вака се екстентно и како раченица на крат поинтере. Ама истовремено може да се користи да се изгаси светло, не знам нешто да поземете. Чекай да видам баш дали може. Прејако. Прејако. Ке можеш да речеш некому дај ми го тоа. Win, ова е највин, ова е најак Office Edition. Зашто е рушено? Magnetic phone holder. Океј. Хејт за кинезот што ми бима спакувано вака рушено. Океј, магнет. Респект, да видиме само каков е фон холдерот.
Ако е пластичен, но изгледа е пластичен. Ама добро, би требало да функционира окей. А вака као треба да се отвори како трајпод. И што би требало, да, ево. За телефонот, вака како трајпод, кога снимаме, до душа, може и сега да ве ставам на трајподов, да видиме како функционира. И има вака под него као стега, за да се фиксира пример на маса. Така да одиме да пробаме. Магнетот е многу слаб. И холдерот е слаб. Нема врска. Фейл е целиов сетап, многу е пластичен, многу е кланки, ама и не беше скап. 2-3 евра, така нешто беше. Тоа е да. Леле, колко е само кланки целото. Оди во пајлот со џубре. Не, мој маска куперно одамна. Може малко да се живе. Као наводно е магнет сейф. Да, има магнет. Респект. Уин маска. Како кожно мрава, како... После имаме овие чадори, мислам јас имам на начин на два. Значи анбоксам само еден, пошто си виси. Да видиме што е парата. Затоа што сега е лето и е многу топло надвор, мислам пече многу сонце. И овој чадор оди напред на шога шајбната за... Аха. Тоа е тоа. Изгледа многу големо, ама би требало да фитне во полата. И пример свети, мислам свети сонцето, секако дека свети сонцето. И ова го ставате напред и као го одбива и треба да не ви видат жешки седиштата или воланот. И после само одите трак, го собирате вака, назад во крај, да, во палчот, со кој што си дојде. И тоа е тоа! Како додатен елемент на ова е и последното нешто што треба да го унбокснеме. За задните седишта, мислам не седишта, за задните стахла и за предните, фактички страничните, као магнетизирани сенки. И кога некогаш планирате колата да ја ставите некаде каде што многу долго би се печела на сонце, ова става, да има, да, е вака оди има магнети по краевиве. И ова оди исто вака, се лепи трак и лесно се собира, не зафаќа многу просто. Се надевам дека следен кадар е анбоксингот од најакиот анбоксинг што бил на моите видеа. Прашање е опрема, додатна опрема за влоговите, ама овој пат е нешто многу next level. Така да земете си грицки, земете си нешто благо, нешто за пиење и уживете во остатокот на видеото. Продолжуваме со анбоксинг. Знам дека го чекате анбоксинг кој што го ветив, ама што? Заборавивте дека имаме уште 20 поклони за отварање. Не 20, 18. Така да тоа е баш handful, така да одиме да извлечеме нова бројка. Овде има 18 ливчиња, сакаш да ми кажеш? Браво. Има. За малку. Кој бре? 15. А кој бре ти сакаш? Ја го чекам 16. For serving greatness in the kitchen like a professional chef. Да, ова е нешто што го сакаше многу долго време. Некој алат е, гласичен. Алат за вкујна нема? Нема алат за вкујна. Како се вика тие вкујна? Не катлари? Не знам, прибор некој. Прибор, да, стане. Ама што да направи кесот. Една само нема покажа. Многу долго време сакаше. Нема шанса. Тоа за паста е? Дали е метално? Да, стенлес стил. Браво. 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 Каква карбонара ќе срвнеш со ова? Тој што не знае, порано многу добра карбонара правев со едно вакво, но не беше метално и сврџоса. А сега, значи појак јутенсил од овој нема. Јутенсил, само не знам како е на македонски. Прибор. За кога ја мешате карбонарата.
шпагети кога е. Ама и општо е убаво за сервирање на пастата и за многу други работи. Што се као thongs, ама тест. Ова е многу добар уин. И ми се свиѓа, не е се како тие тесните, него имаат малку грип, да, овде, за да фатиш. Уин поклон. Добро утро. Good mythical morning! Може да сум запнат, ама не сум настидат. Тоа е поради алергија. Ако некогаш сакате некого да тестирате зашто е затнат, речите му да рече Магдалена. И нема да рече Магдалена, него ќе рече како ја што викам сега со К, Магдалена. Да видиме. 9! Фейл, нема 9. Не може да нема. Не, нема. Фейл! Инаку, да, вие може да ви се смеете и ви текна, 9 го имам више излечено и госпоđата Теодора си го вратила назад во овие за влечење. Влечеме ново. Се надевам некој што дела се влечење. Ти падна една на тебе. Да? Да. Ме одбра? Да. 4! Ајде. Ајде, видиме што е, него прво. Кај одбра? Аха. Да видиме што пишува. Хефти е малку тешко. Да видиме. Comfort upgrade incoming. You'll thank me later. Basic е, не сама јако, нешто што немаш. Добре. Ова, да. American Teenage Boy гачи, респект. Јаки се, ова. Нели? Јаки се, живе се, јак патерн има. И се памучни. Памучни. Респект. Дали ќе бидат за спиење или за носење, тоа ќе видиме. Па, да. Тоа ќе видиме. Веќе те му прашај. Ей, шорце. Добро, да речеме дека ќе бидат пижами. Се појавам теретана. Пижами може. Чекай видам. Да, пижами може. Ама се ова кога имам теретана, нема да ме пушта назад више. Ова е 80s movie гачи. Не беше шорце, виж и таков е материјалот. По-круто е, убави се. Да. Убави се. А се здрави, ја си ги носиш. Што те види? 8 поклони више имам отворено. Така да сега е што? 9 поклон напред. You know the drill. Значи нема многу објаснување. Влечеме и отвараме. 3. Мал број, неочекуван број. Само да видиме што е поклонот. Ви како ти е наместено? Да. Прва. Да видиме што пишува? Тешко е. Сега ќе видиме. Знам ова што. Вау, се прашувам од каде знаеш. For all your big plans, random thoughts and future DJ world domination. Big words. Као некој brainstorm тетрадче, така да го осеќам. Така да, ајде да видиме. Булете, нема шанса да е булет. Колку е добар! What? Мислам, уште го немам потрошено булетот што го имам. Знам, ама секогаш ти Ама фали. ме фаќа паника, да, ме фаќа паника кога ми е при крај, затоа што многу тешко се наоѓа bullet journal. Тие што користат bullet journal знаат за што зборам. Инаку, може да го отвориме одма, bullet journal е уствари тетрадка или не знам, journal што има ваква шема со точки. И ако знаете или ако имате искуство, се прават многу убави планери, habit trackeri и to-do list. Имам као шеми на оваа шема, за лесно да ги црташ, да ги пишуваш. Ја bullet journal користам више, има 4-5 години има. Да. Има скоро 4-5 години. Така да многу јака работа е. Многу јака работа. Мислам, мене барем ми помага не толку за организација, колку што е она за
да дампнеш све што мислиш или што ти стои така што треба да го запамтиш. Така да Wing, тај да го видиме. Од Flying Tiger. Има позади овде вака пликче. И стикерите ги има? И стикери изгледа Не има. знам, Или не. Позади има пликче вака за да ставаш ноутс. Ама имаш стикери од претходниот. Да, ама... Уште ти се останати, ама баш не ги користиш. фрлив, не ми се наоѓаат. Многу битна работа, нумерирани се страниците. И тоа е тоа. Памтиш во првиот ги нумерираше... Да, рачно. Да. И тоа е тоа, има вакви две врвчиња као маркери за страниците. Многу е добар, е као гумиран. Да. Многу јак. Искрено, може не е број 1 поклон досега, затоа што не ми треба одма, ама да ми требаш одма, че беше број 1. Као Strong Number 2 е за сега. Ама не многу ми се свиѓа уште капчето од Levi's. Искрено многу е Wing капчето. Така да коментирајте кој поклон ви се свиѓа најмногу до сега. А на крај ќе правиме топ 3 секако од поклоните. Stay tuned.